Гледате вестите на Сител. Во студиото со вас, Славица Арсова. Добар ден и добре дојдовте. На почеток на вестите ги гледаме настаните на денот. Високо наелектризирани пратенички прашања. Артан Груби, канабисот и ЕУ во фокусот. Ќе останете запаметен во историјата како човекот кој што бил мекото ткиво и партијата кој што била мекото ткиво на македонскиот национален идентитет. Премиере, не се води вака владата ни државата. Незадоволни се луѓето. Јас помислев ќе ми поставите прашање која е најдобрата песна на Харис Џиновиќ, да следнат пат кој ќе појдете во Дубај таа да ја нарачете. Луѓето очекуваат поддршка од вас. А не Харис Џиновиќ, Дубај и така натаму. Нека тоа да го слушаат. Тоа е кафански муавет. Политичка волја и од Скопје и од Брисел за деблокада на евроинтеграциите побара европратениците. Вајц го презентираше извештајот. Лизинг компаниите се најбројните кои на суд ќе докажуваат дека не се виновни за прекршоците регистрирани од Safe City. Во околу 500 постапки има и лица кои ги продале возилата, но добиле казни. Во март почнуваат разговори со ЕУ за укинување на роамингот. Владата е уверена дека ќе бидеме првиот западен Балкан со роаминг како дома. 22 години од несреќата во која загина председателот Борис Трајковски. Во овие вести во живо од собранието, каде се уште се во тек пратеничките прашања, останете со нас, почнуваме. Артан Груби, канабисот, интеграциите, полагањето правосуден испит на албански беа дел од централните теми на денешните пратенички прашања. Први во дуел влегоа опозицијскиот лидер Винко Филипче и премиерот Христијан Мицковски. Тие дебатираа за различни прашања. Во продолжение слушаме колешката Катерина Нешкова во живот пред собранието. Катерина, што беше во фокусот на дискусијата помеѓу Филипче и Мицковски денеска? Да, така, имавме еден дуел помеѓу Филипче и Мицковски, го почна токму лидерот на опозицијската СДСМ, не поставувајќи конкретно прашање, но критикувајќи ги владините политики во делот на земјоделието, просечната плата, минималната плата, пензиите, за потоа да се префрлат и на оние поактуелни теми околу преносот на 5 тона марихуана низ граница, како и евроинтеграциите. Видовме една малку по-жестока дебата и меѓусебни обвинувања и коментари за тоа кој како ја води политиката. Она што може би е најинтересно или последно од низата актуелни прашања деновиве, тоа е куќниот притвор на Артан Груби. Мицковски го одговараше на овој пат на прашање на власта. Што се имаше на денешната седница, која што се уште трае, гледаме во прилогот. Од неисплатена помош за земјоделци и мало покачување на пензиите, преку тоа како поминала 5 тони марихуана низ граница, или како е поставен контраверзен Лик Адамовиќ за почесен конзул во Србија, до лоша инвестициска политика и евроинтеграции што не се мрднати ни чекор. Филипче со обвинувања за работата на Мицковски ги почна денешните пратенички прашања. Премиерот пак му возврати на опозиционерот дека е мекото ткиво во македонското општество, дека не разликува инпут и аутпут во земјоделските цени, но и за забавите со Харис Џиновиќ во Дубај. Се мислев што прашања да поставам, на кои теми, а при тоа да добијам некој конкретен одговор, да не биде тоа повторно од лабокото, па вака, па така и така натаму. Се мислев дали ја поставам прашања за платата, за просечната плата. Што да се праша за дрогата, што помина преку граница? Нема одговор. Знам, ќе кажете, струмица, ваму таму. 5 тони дрога се препакувале, патувале низ истокот на земјата, како јастуци, како јоргани, поминале граница, не ги видела полиција, не ги видела царина. Кога велите не знаете кои прашања да ги поставите, јас помислев ќе ми поставите прашање која е најдобрата песна на Харис Џиновиќ, да следнат пат кој ќе појдете во Дубај таа да ја нарачете, или пак ќе го поставите прашањето дали бевте добро исунчан на една јахта која што крстареше на егејските плажи, но очигледно сте ги заборавиле тие прашања. Мере, не се води вака владата ни државата. Незадоволни се луѓето. Не се брани да не им излезете у пресред на земјоделците. Не се брани тоа да не им ги изголемите платите на работниците. Не се брани. Луѓето очекуваат поддршка од вас. А не Харис Џиновиќ, Дубај и така натаму. Нека тоа да го слушаат. Тоа е кафански муавет. Еве, сега гледаме, сакате да бидете експерт во се.
Ќе останете запаметен во историјата како човекот кој што бил мекото ткиво и партијата кој што била мекото ткиво на македонскиот национален идентитет. Сепак, прашањето за кукниот притвор на Груби не го постави опозицијата, туку власта. Мицкоски вели дека нема политички договор со бегалецот, таква логика имаат СДСМ и ДУИ, бидејќи тие така работеле. Бегалецот е обезбеден од страна на органите на редот. Се понатаму е одлука на друга власт, тоа е судската власт. Тоа нема никаква врска со владата. И сега си викаат, чекај, јас ово и вака правев. Може тоа ќе излезе сега па да не се прошири делото. Од лотарија да преидеме во здравство. Или па може би нешто поврзано со вториот дел од вашето прашање, со канабисот. Сега седат и се вознемирени. И размислуваат. И совеста работи, грижата, како може сето ова да заврши. Затоа што повеќе го нема Љупчо Коцевски, повеќе ги нема луѓето кои Љупчо Коцевски да бидат нивниот последен штит, сега ќе дојде нов независен обвинител или обвинителка, ќе видиме како ќе биде. Од Европскиот фронт на ДУИ пак не се откажуваат од меѓуетничките теми и полагањето на правосуден на албански. Дали е тенденција, уште еднаш ве прашувам, или проект за постепено исклучување на албанскиот јазик од сите државни институции? Сега да не ја доведуваме јавноста повторно во илузија околу правосудниот испит и околу тоа како се полага или како може да се полага. Во моментов можност за полагање на друг јазик, освен македонскиот, не постои. Мицкоски министрите втор пат за помалку од 2 недели одговараат на пратенички прашања. Катерина Нешкова, Сител телевизија. Собранискиот спикер одби да го коментира враќањето и домашниот притвор за Груби, но од неговата политичка опција Вреди праша кој од ДУИ му се заканува по живот на поранишниот висок партиски и државен функционер. СДСМ и ВМРО-ДПМН ја продолжија реториката која почна уште во понеделникот, кога Груби неочекувано за јавноста се појави на граничниот премин Блаца. Додека партиите го ставаат во својот дневно-политички фокус, Груби трет ден е во куќен притвор за сомневањата за злоупотреба тешка над 8 милиони евра. Собранискиот спикер Африм Гаши не сака да го коментира случајот на Артан Груби. Утрово на брифинг со новинарите тој вели дека политиката не треба да му се меша на судството. Има процес, нека си ја вршат својата работа совесно и професионално. Тоа ќе биде доволно сите граѓани да бидат задоволени. На крајот на краиштата битна е правдата, порача Гаши. И додека Гаши демонстрира принципиелност, партиите не штедат коментари. Кој од ДУИ му се заканува на Груби, праша утрово од Вреди. Дали стравот од моментот кога сенката на Али Ахмети ќе почне да зборува и ќе почнат да излегуваат имиња, шеми и улоги, тера некого да користи мафијашки методи на заплашувања. Кој во ДУИ бара од Груби да го почитува мафијашкиот код омерта за молчење и несоработка со институциите, праша од Вреди. ДУИ денеска не ја коментира оваа тема за разлика од СДСМ, кои ги испратија истите пораки од вчера. Разоткриено е секое делче од договореното сценарио и политичките дилови со кои се урна правната држава. Режирана представа на границата, со наочари насмевка лисици, фалеш уште црвен килим за Груби, порача од СДСМ во соопштение утрово. Контраобвинувања од ВМРО-ДПМН. Толку ли многу знае Груби што стравот и паниката во СДС се огромни? Зошто СДС со години молчеше, а со тоа и го одобруваше криминалот на Груби? Дали Вице Заев, Оливер Спасовски и Венко Филипче се плашат од тоа што ќе каже Артан? Артан Груби останува во судската историја како еден од малкуте кои по 14 месеци бегство и меѓународна потерница добил можност истрагата за својот случај да ја чека во удобноста на својот дом. Александар Спасовски, Сител телевизија. Известувачот за Македонија Томас Вајц денеска пред европарламентарците го презентираше извештајот за земјава. Политичка волја за придвижување беше најупотребуваната фраза во дебатата. Поздравени беа засилените реформи и беше побарана уште посилна динамика во критичните сектори.
Македонските власти да го искористат позитивниот момент во Европската унија за проширувањето, повика известувачот Вајц, презентирајќи го извештајот за напредокот на Македонија пред Комитетот за надворешни работи на Европскиот парламент. Вајц повика на итна политичка волја за да се реши застојот со уставните измени. Реформите во владењето на правото, правосудството и борбата против корупцијата се недоволни, но тоа според Вајц е резултат на изборите минатата година. The application is more than 20 years old, and I think it's time to move on. We're also pointing out that this is a huge window of opportunity in the moment for the whole region, but specifically also for North Macedonia to move on to EU accession. There's green light, as much as I see from Council, from Commission, here in the European Parliament. There's great support. So there's a real window of opportunity, and I very much hope North Macedonian government is not missing that opportunity. Наместо да бара начин како да ги заобиколи превземените обврски, Македонија треба итно да ги спроведе уставните измени. Беше ставот и на бугарските европратеници, кои потенцираат дека членство во Европската унија без право на глас не е можно. Местото на Македонија е во унијата, но не по секоја цена. Да, народа на Северна Македонија, македонскиот народ със сигурност е уморен. Аз представлявам нација която знае какво е да си уморен от чакане. Но управляващите в Северна Македония продължават своята политика да търсят външен враг с цел да заметат вътрешно-политически проблеми. За нас особено обезпокоителни са публичните изказвания на премиера господин Мицкоски, които често засилват конфронтационната риторика, както във вътрешно-политически план спрямо опозицията и критичните спрямо него медии, така и по отношение на съседни държави и самия Европейски съюз. Подобна риторика няма как да не отбележим, подкопава духа на добросъседство, който е основополагащ за европейския проект. Тяхното изпълнение е ключово за началото на преговорите, а идеите за прилагане на някакво компромисно, непълноценно или непълноправно членство, които се чуват от някои кръгове в Скопие, са напълно неприемливи и несъстоятелни. Уставните измени се дел од преговарачката рамка за Македонија, порача и останатите европратеници, кои сметаат дека сепак дел од вината за деценискиот застој во македонската евроинтеграција има и самата Унија. Очекуваат значителен напредок во реформите до крајот на оваа година. Northern Macedonia definitely belongs to the European Union. Speaking with the people, you can clearly see that they are exhausted waiting for more than 20 years in a waiting room. So that's why I'm quite happy that at least the European Union is offering them some visible, tangible results. The European Union has a great responsibility, should assume that responsibility and has to understand that the Balkans are part of Europe. Because if we don't integrate the Western Balkans, we have security problems, economic problems, social problems, immigration problems, all kinds of problems. So for our own sake, we should integrate the Western Balkans within the European Union, of course, within the rules, with the Copenhagen criteria and so on and so forth. But we should make, from our part, a big effort as well. Macedonian people are exhausted and are longing for progress. The Council bears a big responsibility for not providing a credible enlargement perspective in the interest first of the country itself, but also of all of us in the European Union. We need to get progress on this and we need it soon. Документот до април ќе биде разгледан од сите политички групи, пошто ќе следува гласање за него во АФЕД во мај, како и гласање на пленарна седница на Европскиот парламент пред летната пауза. Од 2022 ова е втори извештај на Вајд за напредокот на Македонија. Претходниот извештај Европскиот парламент го усвои без македонски јазик и идентитет по реакциите од Бугарија. Диспина Тодоровска, Сител телевизија. Албанскиот председател Бајрам Бегај ја почна својата официјална посета на земјава со свечаност во општина Чаир, прошетка низ чаршијата и положување цвеќе пред споменикот на Скендербек. Негов прв домаќин беше чаирскиот градоначалник Изет Меджити, додека официјалната средба со неговата колешка, председателката Силјановска Давкова, е најавена зутре. Најавен со билборди, пречекан на црвен тепих. Посетата на албанскиот председател Бајрам Бегај почна од општина Чаир, каде се сретна со градоначалникот Изет Меджити. Оттаму на прошетка во старата скопска чаршија, па пред споменикот на Скендербек, каде положи свежо цвеќе и проследи настап на ансамблот на албански народни ора и песни.
очекувам да има почести вакви посети и да возвратиме, се да тоа оди во прилог на зближување и продолжување на соработката меѓу Северна Македонија и Република Албанија. Така да честа ни се укажа што почна посетата од општина Чаир. Беше заинтересиран, разговаравме и за коридорот 8, и за инвестициите во Чаир, и за децентрализација, рамковниот договор, духот на рамковниот договор. Бега и утре ќе биде во старата Скопска чаршија и ќе положи цвеќе на гробот на Гоце Делчев во црквата Свети Спас. Предвидено е да се сретне и со претседателката на државата Гордан Силјановска-Давкова, пошто ќе имаат и заедничка пресконференција. Даниел Василев, Сител телевизија. Имали договор на власта за враќањето на Артан Груби, кој стои зад нелегалниот транспорт на марихуана во Србија, но и злоупотребите дома. Се теснили кандидатскиот список за државен јавен обвинител. Имали друго сценарио за ЕУ, освен уставни измени, преговори и полноправно членство. Тема на денот во 19 со претседателот на владата Христијан Мицковски. Лизинг компании и лица кои ги продале своите возила, но новите собственици не биле евидентирани, се меѓу најбројните кои побарале во прекршочна постапка да се преиспитува казната која примиле преку системот Безбеден град. За еден месец, колку што функционира системот, поднесени се 476 приговори од фирми и од граѓани. Сейф Сити му отвори дополнителна работа на судот кој ќе треба да утврдува кој седел зад воланот при сторен прекршок. Од вкупно 476 приговори по добиени прекршочни налози, 431 се поднесени од фирми. Како најзначајни предизвици во тековниот период се издвојуваат приговорите поднесени од правни лица лизинг компании за возила дадени на користење врз основа на договор за лизинг. Со оглед дека голем број од учесниците во сообраќајот управуваат службени возила или изнајмени автомобили, судските фиоки брзо ќе се преполнат, ако се земе предвид дека казните за правни лица се и повисоки во зависност од видот на прекршокот. Фирмите ќе претрпат големи штети доколку не се уважат приговорите. Голем број приговори се од граѓани кои при продажба не ги одјавиле возилата во МВР по казната за туѓа грешка завршила на нивна адреса. Од почетокот на месецот до вторникот регистрирани се околу 15.000 прекршоци, што значи дека 3,2% од возачите сметале дека нивните казни се неосновани. Од кривичен велат, сите овие приговори се доставени во МВР, од каде ќе треба да се произнесат во рокот 8 дена, што представува неопходен услов за понатамошно постапување. 16 судии ќе ги разгледуваат доказите, дали и кој ги сторил прекршоците. Миријана Давидовска, Сител телевизија. 5 кандидати се представија пред Комисијата за избори и именувања со амбиција да бидат избрани на последното испразнето место во Судскиот совет. Меѓу нив има поранешни кандидати за градоначалници, владини повереници и поранешен член на Советот на јавни обвинители. Комисијата ќе состави листа за која потоа ќе одлучуваат претениците на пленарна седница. Кандидат за градоначалник, двајца поранешни суди и екс-член на обвинителскиот совет се меѓу 5 кандидати за член на судскиот совет. 4 се од Гостивар, 1 од Тетово. Сите заедно денеска на јавна расправа во собранието ги презентираа своите планови за работа. Прв се представи Себа Един Даути, нотар и поранешен судија, но и кандидат за градоначалник на Гостивар на последните избори. Да, точно сум бил кандидат за градоначалник во Гостивар. Бев предложен од Влен. Сметам дека во никој случај немам поврзаност, да речеме, политички со сите сум бил добар. Со пријатели во сите партии се пофали и Фадил Джелили, кој беше владен повереник во Гостивар по ланските неуспешни локални избори. 6 години работел како судија во Гостивар, но се соочил со дисциплинска постапка од телото на кое сега сака да му се придружи, па одлучил сам да ја напушти судиската функција. Не дозволив тие да постапуваат по мојата постапка, туку отидов во судски совет и човечки, машки си поднесов оставка. Затоа што мислев дека во мојата професија нема ни дамка.
Независноста на судството и пофални зборови за новиот закон на судски совет беа централна тема за сите кандидати. Ветија ќе работат за подобрување на ниската доверба, ама повикаа и пратениците да гласаат по сопствено убедување. Не можам да кажам дека таа доверба од 2% ќе биде 100%, но барем да ја поминеме половината. Тука треба и самите представници на народот, пратениците, не треба да гласат, односно да бидат заложници на начинот што нивните политички партии им наредуваат да гласаат за одредени кандидати. Амбиции за испразнетото место во судски има и поранешен член на Советот на јавни обвинители. Исаку рече ќе се залагал за објективност и аргументирани одлуки при унапредување на судиите. Ова е втор обид на собранието да избере член за судски. Предходно беше предложен полициски инспектор од Тетово, но во меѓувреме беше донесен новиот закон за судскиот совет со построги критериуми. Погласот беше повторен. Зоран Јаневски, Сител телевизија. Во март почнуваат разговори со ЕУ за укинување на роамингот. Владата е уверена дека ќе бидеме првиот Западен Балкан со роаминг како дома. 22 години од несреќата во која загина председателот Борис Трајковски. Македонија ќе биде прва земја од Западен Балкан што ќе ги почне преговорите со Европската унија за воведување роаминг како дома, уверува министерот Антоновски. Владата ги подготвила законските измени, а од средината на март се очекува старт на билатералните разговори со ЕУ. Роаминг како дома во која било европска држава. Првиот човек на дигитална трансформација ја поздрави одлуката на Европската комисија за отпочнување на преговорите за укинување роаминг трошоците меѓу Европската унија и Западен Балкан, вклучувајќи ја и Македонија. Отпочна јасен процес со јасна динамика и став на Европската унија за сите земји од Западен Балкан дека процесот на преговори е отворен, што значи дека можноста за пристапување кон роаминг како дома имаат сите држави од Западен Балкан и тоа ги практично е одговор на сите оние дилеми кои што беа поставени во изминатиот период, дека некои од државите ќе им биде овозможена оваа погодност, а на некои дека нема да им биде овозможена. Кога ќе биде комплетирана целата процедура, вклучувајќи и промината на домашната легислатива, пакетите кои што ги плаќаат граѓаните кон домашните оператори за интернет, телефонија и SMS пораки ќе важат каде било во Европската унија. Антоновски не сакаше да прецизира со конкретни рокови за кога роаминг како дома ќе почне да се применува во Македонија, но очекува процесот да биде заокружен оваа година. Да имаат дополнителни трошоци за повици, за пораки или за користење интернет, нешто што граѓаните веќе го користат од друга една регионална иницијатива, а тоа е роамингот за Западен Балкан. Што значи исто како што патуваме сега во Србија, Црна Гора, Босна и Херцеговина и не плаќаме за дополнителни пораки, повици или интернет, исто така нема да плаќаме и во цела Европска унија. Еврокомесарката Марта Кос кажа дека трошоците за роаминг се проблем за луѓето ширум Западен Балкан и затоа оваа иницијатива би значила олеснување на секојдневието. Тие ги погодуваат работниците кои ги преминуваат границите или семејствата кои едноставно сакаат да останат во контакт. Неочекуваните сметки или високите трошоци при патување се нешто што веќе не го познаваме во рамките на Европската унија. Предложивме ова да се прошири и на Западен Балкан. Тоа би значило полесни повици и мобилен интернет по домашни цени, истакнала еврокомесарката на вчерашниот состанок. Откако комисијата го усвои предлогот за преговарачките мандати, сега на потек е Советот на Европската унија. Неговите представници треба да дадат зелено светло за комисијата да отпочне билатерални преговори со секоја држава од Западен Балкан поединечно. Доколку бидат успешно склучени, овие договори ќе го отворат патот на Западен Балкан да стане дел од зоната на Европската унија, роаминг како дома. Габриела Лескова, Сител телевизија. Собранието ги изгласа измените со кои се отвора патот за 8ми анекс на договорот за автопатот Кичево-Охрид, вреден дополнителни 186 милиони евра. Со новиот рок, градежните работи треба да завршат до јуни идната година, по околу 12 години од почетокот на проектот. По 12 години градба, автопатот Кичево-Охрид добива нов рок и нова цена. Со 8миот анекс на договорот меѓу јавното предпријатие за државни патишта и кинеската компанија Синохидро ќе се обезбедат дополнителни 186 милиони евра за да се доврши целата траса. Се додаваат и плюс 5 месеца за добивање употребна дозвола, односно за да се завршат сите административни процедури. Со тоа, новиот краен рок за завршување е 31 мај 2027.
Собранието синоќа ги изгласа законските измени со кои се отвора патот за подпишување на анексот. Предвидуваме непредвидени работи за стабилизација на слечишта. Ќе се градат 14 галерии долж автопатот Охрид-Кичево. Понатака дополнителни работи за еластична одбојна ограда по примена на европски стандарди. Верували или не била предвидена еластична ограда по целиот автопат, односно воопшто не била предвидена. Понатака непредвидени дополнителни финансиски средства за изградба на контролен центар за тунелот, односно тунелите кои што ќе служи и за тунелот кој што ќе се гради на делницата Кичево-Букојчани. Дополнителни работи за паралелни пристапни патишта кои што во првичниот план не биле предвидени. Автопатот е долг 57 километри и се гради од 2014 година. Лани беа пуштени во сообраќај околу 40 километри, делниците Врбјани, Ботони, Климештани, Охрид. До сега се потрошени околу 558 милиони евра. Мартин Арсов, Сител телевизија. Трета недела струга без вода за пиење. Струга веќе трета недела без питка вода за пиење. Последните анализи покажале дека водата може да се користи за технички потреби, но поради матноста водата од градскиот водовод се уште е забранета за користење. Градоначалникот Ќура уверува дека се преземаат сите мерки и најави одговорност за проблемот со водата кој трае години наназад. Значи сите мерки се преземени, нема таму со закон забран ова зона која е заштитена. Имаме побарано од владата да се донесе одлука да се заштити таа зона. Треба физичко да се огради, што не е оградено до сега за жал. Значи, и е побарано од владата сега да ни дадат одобрение да се користи водата, што за жал Струга уште користи вода без одобрение. Струшкиот градоначалник Ќура вети дека општината ќе им ги надомести штетите на Стружани, ќе им бидат намалени сметките за вода за периодот додека е загадена. Ќе земиме, сме во тек сега со новата директорот новиот сега на водовод и канализација, ќе седиме и сигурно граѓаните за тој дел да не се секират. За долгорочно решавање на проблемот потребна е санација на оштетувањата кај извориштето шум, инаку поради сомнежи за кривични дела, нелегална експлоатација на минерални суровини и загадување на водата за пиење. Обвинителството во Струга им забрани на две компании од Велешта да вршат искупувања во близина на изворите. Нина Аритоновска, Сител телевизија. Грипот трета недела поред стивнува, но педиатриските амбуланти се полнат со случаи на респираторен синцитијален вирус. Најпогодени се новороденчињата и доенчињата до 6 месеци, а во Козле дневно се прават над 150 прегледи. Трета недела поред се намалува бројот на болни од грип. Според последниот извештај на Институтот за јавно здравје, минатата недела имало пријавено 1113 случаи, речиси двојно помалку од последната недела во јануари. Но периодов респираторниот синцитијален вирус ги полни педиатриските амбуланти. Најзасегнати се новороденчињата и доенчињата до 6 месеци. Дневно во клиниката за респираторни заболувања кај децата Козле имаат понад 150 прегледи на болни деца, а 80 поради компликации се хоспитализирани. Тоа се потешки пациенти кои што имаат потежок облик на долни респираторни инфекции, пневмонија, бронхиолити, потешки бронхити, значи бронхити во напад кога доаѓаат и дел од нив побаруваат и кислородна поддршка. Оваа година ја бележиме и втор пик, првиот беше некаде крајот на ноември, сега повторно се јавува овој вирус кај децата, започна некаде од почетокот на овој месец и навистина многу деца во нашата установа се со докажан респираторен синцитијален вирус. Зголемен број на болни деца со РСВ инфекција периодов бележат и на детската клиника. Според педиатрите, симптомите на овој вирус се слични на настинка, со затнат нос и сува и надразнителна кашлица, а кај помалите доенчиња многу често може да премине во воспаление на долните дишни патишта и да предизвика компликации. Александар Динев, Сител телевизија. 22 години од трагичната авионска несреќа кај Ротимље, во која животот го загуби поранишниот председател Борис Трајковски заедно со членовите на неговиот кабинет и екипажот. Годишнината денеска се одбележа во Скопје, Струмица и на местото на несреќата во Босна и Херцеговина.
Струмица одбележа 22 години од трагичната смрт на претседателот Борис Трајковски. И оваа година споменикот Македонија, поставен во негова чест, беше местото на кое се собраа членови на семејството, роднини и пријатели, како и представници на политички партии и граѓански здруженија. Тие положија свежо цвеќе и оддадоа почит, сеќавајќи се на улогата што Борис Трајковски ја имаше во значајни моменти од поновата македонска историја. Градоначалникот на Струмица, Петар Јанков, кој говореше за Трајковски, потенцираше дека неговото дело и неговата визија и денес остануваат светол пример за државничка одговорност, мудрост и искрена посветеност кон граѓаните и иднината на Македонија. Борис Трајковски беше човек со длабока христијанска вера, со изразена лична скромност и човечност, и покрај високата функција што извршуваше, остана близок до народот, достапен и искрен. Ние струмичани тоа најдобро го знаеме. Неговите настапи на меѓународната сцена беа достоинствени и одговорни. Тој ја представуваше државата со јасна визија за евроатлантска интеграција со стремеж кон членство во Европската унија и НАТО, и со порака дека Македонија припаѓа на семејство на демократските и миролюбиви народи. Како знак на почит кон ликот и делото на претседателот Борис Трајковски, Унијата на жени на ВМРО ДПМН од Струмица, традиционално и оваа година во градскиот парк засади дрвце за сеќавање. Зоран Ѓорѓиев за Сител телевизија. За актуелните политички теми, како што најави во тема на денот наш гостин, премиерот Христијан Мицковски. Останете и до тогаш со нас, се гледаме во 19 часот. Пријатно.